Учениците денеска уште во автобус дознаа дека има дојави за бомби во 18 училишта во главниот град. И денеска без настава или пак онлайн настава која се одвива со падни стани платформа за учење. Министерот Јетон Шекири сепак уверува дека проблемите со платформата Teams се надминати и дека и дури и училиштата кои за прв пат се соочиле со дојава за бомба непречено одржуваат настава на далечина. Тој очекува владата да се ангажира за ова прашање и да донесе конкретни мерки. И очекувам во најбрз можен рок, јас како министер и со другите членови на влада да ги дискутираме проблемите каде што се во училиштата за целодневна настава, каде што имаме родители што работат во фамилијата и другите проблеми и ќе видиме со ново или нов предлог на решение заради веќе проблемот што го имаме. Тој како министер е против онлайн настава, но како министерство констатирале дека тоа е единствениот начин да се надополни пропуштената настава. Според Шакири, не е лесна одлуката да се воведе целосна онлайн настава, но и тоа не е исклучено. Јас како министер неколку пати сум кажал дека сме против онлайн настава, но заради тоа што да не се изгуби во образовниот процес, ние го донесовме оваа одлука после препораките што ги добивме од безбедносен аспект. За родителите кои работат и се нервозни, не само поради нефункционалната платформа за онлайн настава, туку и затоа што мора да излезат од работа, министерот уверува дека ќе се донесат дополнителни предлог мерки за решение на овој проблем. Тој ги смирува матурантите дека можат слободно да дишат затоа што државна матура ќе има. Министерот уверува дека државниот испитен центар ги презема сите чекори. За хаосот во образовниот систем реагираат и од заедница на единица на локална самоуправа и од Синдикатот за образование и наука. Од ЗЕЛС бараат по сериозен пристап од МВР и Министерството за образование за дојавите на бомби, а од синдикатот велат дека подобра е онлайн настава отколку секојдневниот стрес што го трпат учениците.